но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дайте само Можете да сте саркастични колку што дайте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер во Аргументи. Се чини дека долго живееме во политичка криза и граѓаните во такви услови се навикнуваат малку на еден таков амбиент. И може би е чудно што слушаме гласови од Европската Унија дека требало бргу да се излезе од политичкава криза, бргу да се најде решение за влада и така натаму. Но се чини нели од минатото доаѓање на Хан дека и тој се пишмани од иницијативата за брза влада, па сега вика не е баш толку брзо, може вака да терате уште некое време. Рековме дека СДСМ најавува нова влада, чека ДУИ да му даде одговор. ВМРО ДПМН најавува нови проекти, нови инвестиции. ДУИ се премислуваше и додека преговараше со ВМРО, ДПМН се премислува и сега додека преговара со СДСМ, а велат биле државотворна партија, но некако не им се ите и нив за излез од политичката криза. И додека сите анализираме, и политичките партии, и слободните аналитичари, колумнисти, новинари, колку е тешка платформата на албанците и дали таа ја го кочи целиот овој процес за излез од кризата, на повидок се појавува една друга иницијатива, овој пат за формирање или за креирање македонска платформа и доаѓа од Социјалистичката партија на Македонија. Токму затоа вечерва го поканив господинот Малиша Станковиќ. Добро вечер. Изворно да ни каже за каква платформа станува збор и господинот Тони Нуновски, од кој очекувам да биде баланс или да противречи на или да надградува платформата за која што ќе говори господинот Станковиќ. Добро вечер, Нуновски. Добро вечер. Господин Станковиќ, ова од вчера ви е иницијативата или од подамна е крчката ваква платформа? Видите, повеќе пати сме зборувале дека Социјалистичка партија има континуитет на овие простори во оваа држава. Впрочем, и од осамостојувањето на Република Македонија до ден денеска Социјалистичка партија постојано има свој представник во собранието. Земајќи ги во предвид сите овие случувања кои што се актуелни во денешницата, но и претходно, ние повеќе време зборувавме околу тоа дека македонците и македонските политички партии треба да изградат своја платформа. Кога зборувам за македонските политички партии, зборувам за сите политички партии во Република Македонија, каде што јасно ќе се стават црвените линии околу клучните прашања со кои што се соочува, кои што се во Република Македонија, односно со кои што се соочува државата. Тоа се јазикот, културата, националниот идентитет, историјата на македонскиот народ, прашањата како што се околу прашањето за името, прашањето за националните символи и слично. Бидејќи често гледаме дека всушност овие прашања некако после сите избори излегуваат на површина и влегуваат, да речеме на некој начин, како едно поле на преговарање помеѓу политичките партии при евентуално коалицирање. Затоа ние сметавме дека треба да има една ваква платформа направена, од која што платформа практично ќе нема бегање. И нема ние да имаме ситуација, без разлика дали некој е на власт, дали тоа ќе направи влада ние, заедно со ВМРО ДПМН и со некоја албанска партија или Социјалдемократскиот сојуз, или која било друга политичка партија во Република Македонија, значи оваа платформа да биде водилка на тоа од кои црвени линии практично Република Македонија и политичките партии од Република Македонија нема да излезат. Повеќе време иницираме вакво нешто, меѓутоа практично иницијална каписла во овој момент кога ние дефинитивно сакаме ваква една платформа да се донесе, беше всушност донесувањето на платформата на политичките партии, на албанските политички партии. Тоа на некој начин не да ја прелеа чашата, него дефинитивно го потврди сето она што ние во изминатиот период го зборувавме, дека Република Македонија се наоѓа во една многу голема опасност
тоа е нашето мислење, дека во овој пат се работи дефинитивно за државата и за зачувување на државата во оние рамки во кои што ние имаме, незината унитарност, незината сувереност, самостојност, но и незиниот карактер на држава кој што го има до ден денеска. Така да, исправени пред таков предизвик, историјата тоа ни го налага како социјалистичка партија, ние поведовме една иницијатива, а таа иницијатива за правење на сеопфатна македонска платформа. За оваа иницијатива ние ги известивме јавно, нели, преку соопштение и граѓаните на Република Македонија, но предлогот за правење на една ваква иницијатива го доставивме и до сите други политички партии. Со оние партии со кои што сме во коалиција веќе разговаравме на оваа тема. Немаме Што велат таму? Имате Оттаму имаме позитивни ставови, имаме оттаму, дефинитивно. Таму сте многу партии, од сите другите се уште разгледуваат. Значи главната ВМРО ДПМН ја поддржа. Значи со ВМРО ДПМН веќе разговаравме, ги предочивме нашите ставови, односно рамката во која што ние би се движиле како платформа. Од Социјалдемократскиот сојуз немаме никаков одговор, како и од другите политички партии кои што се, да речеме, во овој момент опозициони политички партии. Во самата коалиција ние имаме позитивен сигнал од сите политички партии дека би прифатиле една ваква платформа, земајќи го тоа во предвид, веќе голем број на експерти, професори и академици самите пристапуваат кон партијата не за да станат членови на партијата, туку да помогнат при изработката на ваква платформа и во теке, значи, целосно изработена платформа како текст кој што ние како политичка партија ќе го предложиме и до другите партии, но и ќе го соопштиме на граѓаните на Република Македонија каква таква платформа. Социјалдемократската унија со вас е заедно? Социјалдемократска Завидов една реакција од представник на СДУ, а и мисля чини Страшен Геловски од МА, како да има има, да. Постоеше воздржани ставови, ние сме отворени за дискусија и секој еден кој што е спремен да се вклучи во ваква една платформа, добре дојде со своите ставови, да се надградат. Ние уште не откривме што ќе содржи, ама сакам да прашам Тони Нуновски за самата иницијатива за една ваква платформа во ова време кога албанските партиите на албанците во Македонија истрчаа со една ваква платформа за која што не беа многу македонци стрекни околу тоа, но тие обстојуваат на тоа дека таа е добра основа за креирање на македонското мултиетничко општество. Сега доаѓа на ваква иницијатива. Нуновски, како вие гледате на ова? Дали тоа добро, лошо, може да ги заостри односите или не со албанците или генерално во внатрешната политика во Македонија? Да. Значи, мислам дека ова предлог, нацрт македонска платформа која што е инициирана од Социјалистичката партија, се разбира не е нова во политичката реалност на Република Македонија. Имаше досега во изминативе години неколку слични иницијативи кои што одеа повеќе во насока на поставување на она што и господинот го кажа црвени линии за сите македонски партии во смисла дека постојат некои основни вредности кои што ја одржуваат македонската држава, како што е неменување на името, неменување на уставот и така натаму, кој што ниту една македонска политичка партија не треба и не смее да дозволи да преговара, разговара за составување на влада или во било која критична ситуација во Република Македонија. Меѓутоа, оваа платформа на Социјалистичката партија и сите останати, се разбира, се само еден самоодбрабен акт, односно реакција на историски несрикната платформа на албанските политички партии во Република Македонија. Значи, ние живееме на Балканот. Факт е дека сите соседни држави наназад во историјата имале своји платформи, национални платформи, наречеме во Република Грција имаат уште од 18-тиот век, уште од Ригас. За САНУ, меморандумот на САНУ, Српската академија на науки и уметности, на албанците, бугарската исто така, нели, на БАН. Значи, сите соседни држави на Република Македонија имаат своја национална платформа. Република Македонија и покрај специфичниот историски бекграунд кој што го имала, не успеа да создаде, иако имало обиди, се разбира. Се најави повторно. Меѓутоа, да, се имало некои обиди. Дека нашата МАНУ подготвува некаква таква стратегија. Па да, не од тој тип. Не од тој тип. Имало обиди назад, меѓутоа денес очигледно за жал дојде времето во кој што македонскиот национален дух мора да почне да се брани себе си. Ние македонците за жал сме ставени во таква позиција што
можеме да изгубиме државата токму заради тоа што немаме национална македонска платформа. Тоа може да биде уставот. Меѓутоа очигледно е дека уставот е отворен во 2001 се смени, например. Очигледно е дека уставот не може да биде тоа. Ова што сега изникнува од длабинскиот колективен дух на македонскиот народ е само самоодбранбена реакција на голема албанската платформа, која што внесе навистина таа е навистина ексцес денес сега и овде во Република Македонија. Во вакво критично време, во вакви специфични политички констелации, конечно анимозитетот помеѓу македонските политички партии, кој што постои долги години наназад, но сега кулминира, главно заради неодговорното однесување на актуелното раководство на СДСМ, очигледно е дека ние не го заслуживме ова што го прават со платформата. Самиот начин на подпишување, под патронат на председател на соседна држава, на Еди Рама, одењето нивно во Косово, а самите подписи на главните политички партии кои што го представуваат, ја представуваат политичката волја на албанското малцинство во Република Македонија, дефинитивно наложува нужно ние со сериозност да ја анализираме, да ги анализираме сите можни негативни консеквенции, сите се такви практично таму во платформата. Сега, во оваа ситуација во која што други не поставија, а која што ние македонците не ја заслужуваме затоа што ние сме толку миролюбив народ, имаме направено толку прекршување на конечно националните интереси наназад, во изминатите 25 години, со тоа што ги надминавме сите стандарди меѓународни на почитување на малцински права. Го донесовме конечно Охридскиот рамковен договор. Па хашките случаи луѓе ние заради мир, заради повисоки национални државни интереси, заради одржување на стабилност, демократија, соживот, градење на некое општество кое што ќе биде втемелено на меѓуетничка толеранција, на култура, на диалог, на разбирање и така натаму, ние проголтавме, што се вели, многу работи. Сега, ова што се појавува длабинска некоја македонска национална платформа, а во која што се содржани многу повеќе, многу сатисфакции на како да кажам, намачениот и напатениот македонски дух е само одбранбена реакција. Значи не почнав. Вие не говорите за оваа платформа на социјалистичката партија. Па не, јас ја знам, имам прочитано неколку ми, јас зборувам за она. Какви се нивните стави, ама ти вие веројатно говорите генерално од потребата на некоја платформа за некоја за која што вие подразбирате. Така е. Значи таа потреба, за жал, она што е само реков контрареакција, значи ова не е наша вината сега што ние мораме да се самозаштитиме. Затоа што се она што е поставено во албанската платформа практично значи уништување на единствената национална држава. Значи ние немаме друга држава. Ова е наша матична држава, единствена држава. Тоа подразбира менување на уставот. Конечно, она што е содржано во платформата, она што е содржано во албанската платформа, и ние немаме друг начин да се одбраниме, особено во оваа кризна политичка ситуација со неодговорното и конечно антидржавно и антимакедонско однесување на некои таму од раководството на СДСМ, ние македонците немаме друг начин како да се одбраниме, освен да создадеме една сеопфатна македонска национална програма и таа да биде дефинитивно прифатена од секој македонец и од сите конечно политички и општествени субјекти. И сега, зошто не требаше да дојде до ова, е сосема јасно. Затоа што ние, ако почнеме, ако навлеземе во тој бесконечен магепсан круг на платформи во 21. век и одиме далеку над границите на Охридскиот рамковен договор, кој што и онака не одеше во насока на градење на граѓанско општество, но општество еднакво за сите, кој што ќе возможи развој на сите граѓани на Република Македонија, туку и даваше колективни права наместо индивидуални права, што е нели сосема спротивно од современите трендови во светот, политички трендови и уставно-правни ако сакате. Ние сега со платформата повторно се враќаме во минатите векови, но тоа не е наша вина. И вината за се тоа мислам дека треба да се бара во оние кои што ја подпишаа, затоа што се препуштија очигледно на нивниот обид да го искористат мигот во кој што големите македонски политички партии толку многу не сакаат да разговараат дури и за основните македонски национални интереси, што тие сега мислат да го искористат овој миг, но тоа нема да се случи. Видете, не може ниту СДСМ да ја прифати платформата. ВМРО ДПМН ја отфрли
Ајде да видиме само, се извинам. Да. Да завршите мислата? Да, значи не може никој да, ниту една македонска политичка партија не може, не е можно тоа да ја Затоа што прифати. се треба двотреćinsko мнозинство Да, во парламентот и да сакат и да неќе тоа не може да... Едноставно не е можно затоа што секој збор таму, секоја точка таму е тотално неприфатлива за било кој македонец и уште повеќе за одговорна политичка партија. И само уште ова сакав да кажам, значи има во Република Македонија има неколку сериозни научни дури обиди за формирање на македонска национална програма или платформа. Последна, например, е книгата на писателот историчар Стефан Влахов Мисов, баш пред неколку месеци беше објавена, баш со наслов Македонска национална програма, во која што тој ги истражува и историски и во смисла на политичка реалност сите можности и потреба конечно на македонскиот народ да создаде една дефинитивна македонска национална програма која што ќе овозможи понатамошен развој на единствената наша национална држава. Господин Малиша Станковиќ, дали Неуновски говори за вашата платформа или говори за нешто друго? Па колку што го разбрав, он зборува за општо за платформа и потребата од донесување на една таква сеопфатна платформа. Тоа е во ред. Јас со поголем дел од овие искажувања и се сложувам и тоа се горе доли насоките, односно размислувањата на членовите на социјалистичката партија во одреден дел. Јас само ви кажал една работа, значи во изминатите години постојано ние зборувавме дека македонците мора да бидат единствени по однос на клучните прашања кои што се во државата. Постојано без разлика на политичката партија. Гледате дека ние имаме поделби по секаква основа, особено во изминативе 2 години почнавме политички да се делиме кој е опозиционер, кој е на страна на опозицијата, кој е на страна на власт. Таквите поделби не се добри, особено не се добри кога се работи за националните интереси на државата. Ние самите на тој начин што не сме единствени си ги уништуваме и си ги подриваме националните интереси на кои што се темели оваа држава впрочем. Од таму се јавува потребата за донесување на ваква платформа. Ние зборуваме за тоа. Од она аспект што досега сите обиди на правење на нешто најдуваат на одбивање од другата страна. Например, ако направи нешто, не знам, ВМРО ДПМН, колку и да е тоа добро, де факто се отфрла од Социјалдемократскиот сојуз или обратно. Затоа ние најнапред понудивме сите заеднички да се вклучиме во самата изработка на оваа платформа. До сите политички партии. Во истиот момент кога тоа го соопштивме на граѓаните, на поширокиот аудиториум, значи ние во овој момент работиме на обликување, бидејќи во оној рок кој што ние го имавме дадено од 5 дена, немаше некој слух од политичките партии да се вклучат директно во изработка на платформата. Имавме поддршка за таква изработка, како што напред кажав, од партиите кои што се со нас во овој момент од коалицијата. Меѓутоа, нашата цел не е таа. Нашата цел е сите на крајот да се вклучиме за една заедничка платформа. Во овој момент ние работиме со луѓе, професори, уставно право, академици, стручни експерти во одредени области кои што би можеле да направат адекватно една ваква платформа која што повторно би ја доставиле до сите политички партии на нивно разгледување и нормално дополнување или менување на одредени делови. Целта е таа да излеземе со заедничка платформа, а не да профитираме сега како политичка партија дека еве ние нешто инициираме, па нашиот документ би требало да се прифати. Еден пример би дал тука. Погледнете, вие имаме едно клучно прашање, например, околу името на Република Македонија и спорот кој што го имаме со Грција. Сите политички партии генерално имаат различни мислења на кој начин би требало да се надмине тој спор. Социјалистичката ќе дојде до заедничка точка. Тоа е работата, бидејќи никој не се договара меѓу себе. Ние имаат генерално сите сакаат да излезат со одредено решение кое што ќе биде најповолно за граѓаните на Република Македонија, меѓутоа сепак се различни. Ние сега не знаеме кој е ставот на Социјалдемократскиот сојуз и на опозиционите партии. Освен Тито Петковски, кој што се произнесе на една седница како лидер тогашен и сегашен на нова социјалдемократска партија, кој што се произнесе дека за него би било прифатливо, например, и некое име како Северна Македонија. Освен он од опозицијата, јас немам слушнато конкретен предлог. Ние, например, како социјалистичка партија сме против секаков преговарање во контекст на промена на уставното име на Република Македонија. Како ќе се договори со Тито Петковски тоа живее? Па значи тоа е платформата. Ние тука мораме да седнеме, ние мораме да се договориме. Вие гледате колку денови се договараат и под покровителство на Европската комисија, на ХАН во Пржино 1, Пржино 2, може да терате до Пржино 10. Добро. И на крајот и тоа за внатрешни прашања дури поситни од ова за кое што говорите вие сега, како што е името и други побитни прашања за опстанокот на Македонија.
како вие ќе седнете и ќе се договорите на средина, вие сте сосема да не се преговара, а овие се за, да речеме за референдум или за промена на името. Добро. Значи, дали Дека не е името... добра идејата, но вие сами ни констатирате сега. дека е таква поделеност што никој не приваѓа да Значи, преговара. токму затоа, во оваа платформа би се содржале клучните прашања, едно од тие прашања е името, на кој што ние мораме да се договориме впрочем. Ние мораме тоа да се надминеме и да се Мора договориме да се во надминат тие тесно прашања. партиските интереси Мораме да во ги име на надминеме. повисоките национални и државни. Тоа е и целта, мора да ги национални надмине. интереси. Вие гледате, еве сега, например, во албанската платформа, вела дека да се усвои заедничка обврзувачка резолуција во Собранието на Република Македонија, со која владата на Република Македонија се обврзува активно да се вклучи кон решање на спорот со името. Што значи тоа? Активно Тоа да значи се вклучи- барање за промена на името. Така. А тоа значи директно кршење на основното македонско национално право за самоименување и Апсолутно. постоење на национален идентитет. Ете, видете зошто е тоа, се извинувам, господине. Нема Значи, видете зошто е сега опасна албанската платформа, точка по точка сега ќе ги анализираме. Еве, ова Ако сумето ги е многу анализираме. интересно. Ама попрво би сакал и за македонската. За македонската. Да, Паралелно, добро, за ако може македонската да не биде- меѓутоа, еве, видете го, ова што го бараат таму, ова што го во албанската платформа, Го дадов како пример. е директно против македонските национални и државни интереси во смисла на менување, на неменување на името. Значи, ние во Република Македонија, македонскиот народ, нема никогаш да дозволи да биде преименуван, нема никогаш да дозволи да си го смени својот национален историски идентитет. Тоа е факт. Значи, затоа велам, тоа што е во албанската платформа е контра сите основни македонски национални интереси и затоа е таа неприфатлива. И овој обид да со консензус, колку што е можно поширок, се разбира, помеѓу сите релевантни општествени и политички субјекти, колку што е можно, овој обид за постигнување на консензус мора да биде втемелен врз автентичните македонски интереси. Апсолутно. Не врз партиските интереси. Сега, можеби НСДП или не знам, Ама некоја што друга се тоа партија, нуновски македонските национални интереси? ете што се Значи, името, Тоа како што ги името и подразбирате, идентитетот, уставот, Јазикот, јазикот и многу други работи. Меѓутоа, овие неколку унитарноста на основни... државата, суверенитетот, независноста на државата. Зборувавме за уставот. Во делови од уставот, на пример, во таа платформа би можеле ние ќе дадеме како предлог како социјалистичка партија, сега нормално во една широка дебата која би се отворила доколку влеземе сите заеднички, може тука да се направи одредени корекции. Повторно ќе кажам, не значи дека ние ако го излеземе со текстот тој ќе биде официјален, па ако сакате потпишете, како не. Отворено е тука да се продискутира, да излеземе со една заедничка платформа, но одредени работи во уставот, на пример, да не ги менуваме. Така е, па. Сега ние Тоа можеме се зборуваме, некои работи да ги промениме во тој устав. Сепак е тој пишан документ кој што трпи промена со двотретинско мнозинство и слично да не навлегувам, меѓутоа има работи кои што во тој устав не би смеело да ги менуваме или барем не така лесно. Немаме сега оваа платформа, да речеме, некои одредби Така. се надвор од уставот или треба да кореспондираат со уставот. Затоа што Апсолутно. Луновски рече во неговото поимање на платформата дека уставот може дури тесен за некои одредби како што тој говори за некаква платформа национална. Дали вашата дел од уставот е или кореспондира со уставот или ги надминува рамките на уставот? Тоа е Апсолутно. многу важно. Ако веќе Апсолутно. консултирате професори по уставно право, ќе треба да ви кажа дека тоа е врвниот документ кој што го донеле сите во собранието и тоа е, како да кажам, секој издегување надвор од него Апсолутно. може да има други Значи повторно ќе кажеме. Во уставот, во рамките на уставот, еве ова прашање кое што сега го отворивме, тоа е таму дефинирано. Уставот го дефинира. Ние немаме спор во рамките на уставот да седнеме да се Вие договориме. не сте заменување на уставот. Значи, ние не сме заменување за ваквите клучни точки кои што ги има во уставот, а кои што задират на националниот идентитет на македонскиот народ, на државноста, на сувереноста, на унитарноста на државата, на културата, јазикот, историјата на оваа држава, на символите на државата, како што се грб, знаме и Тие химна. кореспондираат со уставот. Ова што Тие господинот кореспондираат, го кажува, да. апсолутно кореспондираат со уставот. Ние тоа мораме ще има Само што ги механизми- зацврстуваат во Тоа ще има и механизми за заштита на уставот. И двотретинско мнозинство има комисии, има, значи видете Каде гледате дека може се и вие самите рековте дека и да сакат, кој да сака не може да го промени уставот бидејќи си бара. Во овој момент, видете, ние укажувавме на проблемите кои што во оваа држава настануваат како политичка партија уште многу одамна. Ние бевме единствена политичка партија, ако паметите, која што не гласаше и беше против рамковниот договор. Ние бевме единствена политичка партија во тој момент. Зошто тоа? Ние не бевме против албанците. Ние не бевме против одредените права кои што се дадоа со тој рамковен договор. Ние сметавме дека истите треба да бидат содржани во институционално,
Значи не ние да подпишуваме документ кој што во тој момент ги надминуваше и уставот и законот, па врз основа на тој документ да ги кршиме сите други закони, да мораме да се сведеме во ситуација да ги менуваме. Без разлика, меѓутоа вие сега се соочувате со втор рамковен договор и втори барем. Не, ова албанската платформа е многу повеќе од рамковниот. Кој ни гарантира на нас дека нема утре задутре да дојде ситуација во која што ние нема да имаме двотретинско мнозинство? Ќе направите, например, некој друг двотретинско мнозинство кој што тогаш во тој момент ќе ги смени сите овие работи кои што ние сакаме да ги заштитиме. Хипотетички, затоа ние мораме да се обединиме за одредена платформа. Затоа ние мораме да се обединиме за одредена платформа за одреден документ. Тој ќе остави историска трага, не може да се повлекуваме назад. А формите за правење на тој документ, повторно кажувам, се отворени и сите добронамерни кои што реално сакаат да ги заштитат сите овие точки кои што се клучни за македонскиот народ, се добре дојдени да се вклучат во работа на изработка на самата таа платформа. Ова платформа, ќе говориме оваа платформа. Бидејќи гледам дека генерално се сложува и Станковиќ со тоа што вие пошироко ја сваќате потребата од поширока програма и стратегија е за надворешна употреба или за внатрешна употреба? За секаква употреба. Значи, секоја национална платформа, дури пурнек на оние од соседните држави, па дури и оваа сега последна албанската платформа, е апсолутен акт, како да ви кажам, со апсолутно значење, кое што важи историски и е апсолутно во смисла на политичка употреба, дали за внатрешна политика или меѓународна политика. Значи, сосема ми е јасна идејата на ние имаме стратегија која преговараме со Грција и која разговараме за разликите околу името со меѓународно посредство. Значи, тоа е стратегија и платформа за како меѓународни односи. А сега говориме за платформа визави албанската платформа која е за внатрешно уредување на државата. Значи, со кого ние би преговарале сега? Со албанците? Не, видите... Оваа платформа би била основа на македонските партии, визави албанските партии? Меѓу останатото, во случајов да. Меѓутоа, сама по себе македонската платформа ги надминува сите граници, сите лимити во смисла на некакво конкретно важење за специфична намена. Значи, тоа е општ акт, како да ви кажам, нешто повеќе од уставот. Така е барем идејата, таква е барем идејата, онака како што јас ја разбирам, и уште повеќе она што се појавува помеѓу македонците како идеја и за кое што веќе отворено се зборува на повеќе места како реков како самоодбранбен акт. А тоа е дека соочени со овој брутален акт, наречен албанска платформа, ние немаме друг начин освен да ги исправиме, условно кажано, неправдите, кои што ние ги поднесовме и ги стрпевме барем овие изминати 25 години. Значи, видите, ние истрпевме многу. Ние сме, како да ги кажам, чудо во овој свет. Па толку малтретирање, толку отстапки. Толку тоа што ние го направивме, како да ги кажам, го нема ниту еден народ во светската историја. Па ние, луѓе, дозволивме амнестија за хашките случаи. Спротивно на меѓународното право. Значи, во меѓународното право, злосторствата против човештвото не застаруваат и тие мора да бидат процесуирани. Ние тоа го дозволивме. Зошто? Што мислите вие? Лесно беше да се гледаат изгорените тела на нашите македонски полицајци и војници во Вејца? Тоа не остави траги во нашата и индивидуална и колективна самосвест. Остави. Меѓутоа, сето тоа, како да кажам, наместо да се затрупа во смисла на актуелна политичка злоупотреба. Ова сега уште повеќе, сега тие рани ги отворија некој. Значи, албанската платформа ги отвори македонските рани. Значи, ние подпишавме Охридски рамковен договор, луѓе. Значи, ние се направивме толку многу отстапки, ние не го заслужуваме ова што сега ни го прават. Со платформата ние не го заслужуваме, затоа имам чувство на, како да ви кажам, на револт, затоа што толку многу попуштавме, толку многу даваме, толку многу толерираме, толку многу трпиме. Па вие со рамковниот договор има толку очигледни дискриминации врз македонскиот народ на колективно ниво. Што се тие така наречени афирмативни мерки? Што се тие вработувања по квоти и по клучеви? Што се тие седат дома, зимаат плата, а не работат, не одат на работа? Мислам, видите, има толку многу работи, кај ги знаеме, кај ги толерираме, кај ги трпиме во името на мирот.
сожителство, соработка, граѓанско општество, понатамошен развој, демократија, кај трпиме толку и сега тие наместо, како да ја кажам, некои политички партии, наместо евентуалните прашања кои што тие мислат дека треба да се дообјаснат, доразрешат и да се подобрат одредени сфери во системот, толку се реално нели идентификувани, тие сега нас ни поставуваат платформа во форма на уцена, земи или остави, и го поставуваат, ја поставуваат таа платформа како услов за формирање на не само нова влада, туку на било која влада во Република Македонија. Што значи тоа обединување по колективно етничка основа? Сега македонците го прават истото она што тие го направија обединувајќи се по албанска основа, сега македонците ќе го направат истото по етничка основа. Тоа не е добро. Затоа ви велам ова историски не е добро, па не е добро, ма тие го почнаа тоа. Кој го почна ова? Албанската платформа тие ја започна ова. Ова е многу лоша приказна. Не е добро и ние да правиме така. Не, нека ја повлечат. Не, јас напишав, кажав, нека ја повлечат. Таа албанска платформа треба подитно да се повлече и евентуално во некои помирни времења, што вели господинот, преку еден инклузивен диалог во кој што ќе бидат вклучени сите општествени субјекти и институции, да се разговара за определено подобрување на некои сфери кои што тие ги идентификувале како проблематични. Например, еве, можеби проширување на границите на употреба на албанскиот јазик во некои институции, например, и така натаму. Значи можно е. Јас не велам дека се таму што е наведено во платформата, значи априори Треба се одбие. Главно е тоа негативно се таму, се е лошо за државата, тоа не може да помине, ние тоа нема да го дозволиме, македонските политички партии, дури и СДСМ, не верувам дека ќе ја дозволи и ќе ја прифати с краја да е, меѓутоа дека е отворена, се разбира, преку еден широк демократски диалог во некои помирни времења, опуштено, без уцена, како што тоа сега се случува, да се разговара за некои теми, како реков, еве, например, проширување на употреба на албански јазик во институции. Тоа е во ред. Па ќе продолжиме. Се извинувам, господин Николович. Времето е ваше, ама ми сигнализира дека е време за реклама. Сме во аргументи. Втор дел разговараме со Малиша Станковиќ од Социјалистичката партија на Македонија и Тони Новски, колумнист. Разговараме за иницијативата на социјалистите за создавање, креирање македонска платформа, за која господин Станковиќ сметате дека е противтежена албанската платформа и дали кога би се повлека, како што вели Науновски, албанската партија, не би имало потреба од македонска платформа или мислите дека таа треба да постои независно тоа дали сега ќе се повлече или не, иако не верувам дека албанците ќе го направат тоа. Така. Значи веднаш на почетокот ова што го наметна господинот Нумовски, значи прва работа оваа платформа ние не ја сваќаме дека е само за внатрешна употреба и за дневно политичка употреба, далеко од тоа. Оваа платформа треба да биде за надворешна употреба, пред се ако содржи елементи околу разрешување на спорот со името, тогаш мора да биде за надворешна употреба самата таа платформа. И би содржала и такви елементи. Втора работа, апсолутно дека не се работи за противтежа на албанските платформи, на албанската платформа. Албанската платформа се содржи одредени елементи кои што јас повеќе ги сметам за политички и за дневно политички ангажмани во одреден дел. Ние сметаме дека треба да се донесе платформа која што директно нема да биде насочена против албанците или против кој било друг етникум во Република Македонија. Напротив, јас сметам дека оваа платформа ќе биде потпишена и од политичките партии представници на сите други националности во Република Македонија. Да, така. И срби, и роми, и власи, и турци, и бошњаци. Сите тие сметам дека ќе застанат за оваа платформа. Убеден сум во тоа. Бидејќи оваа платформа не задира во националниот интерес на тие националности кои што живеат во Република Македонија, напротив, значи бранење на националните интереси на државата генерално. Ама вие не ги кажавте сите елементи од платформата. Затоа кажав, ние ја градиме, меѓутоа еден од тие елементи секако би бил и овој елемент. И најпосле, односно ние би предложиле да биде тој елемент како политичка партија. И најпосле ова што претходно го зборуваме околу платформата. Гледате дека постојат, особено за одредени клучни прашања, јас зборував дека едно клучно прашање е унитарноста на државата, па ние имаме испади од одредени политички партии кои што во своите кампањи политички од разноразни побуди ќе отворат и прашања кои што се многу слични на некакви нови прекројувања гранични или правење на кантони
што апсолутно ние со такво нешто не би се сложиле. со политипните Гледаме општини, околу јазикот, изедначување на македонскиот јазик со јазикот на која не е било можно тоа. со која било друга националност која што живее во Република Македонија, што исто така не е можно. И на крајот, ви имате една платформа која што ви е сега понудена, која што содржи многу елементи од страна на платформата, зборувам за албанската платформа. Таму не е клучно прашање само името. Таму има многу пострашни работи кои што на нас како партија и како ни сметаат. И вие имате апанса со другата страна, барем она што ги слушаме како информации, дека некоја прифаќа таквата платформа. Не верувам. Кој? Па не верувам ни јас, меѓутоа еве да видиме, времето ќе каже. Ако имате вие шпекулации дека сте се договориле за сите работи и ви останало само отворено прашање околу јазикот, значи сето ова друго сте го прифатиле. Ако е тоа евентуално така, значи те како ние имаме потреба од правење на сеопфатна македонска платформа, каде што ќе биде ставена рамката и каде што вакви евентуални испади нема да имаме од која било политичка моментална партија, од кој било политички моментален лидер или некоја идна партија. Само да прашам. Значи, имаме, колку се запамтив, говорите за унитарност на државата, неменливост. Говорите за неможност на неменување на име. На јазикот, апсолутно, на како службен на албанци. Трето, неменување на името. До три ги запамтив. Другите делови, уште ако имате уште некој да ми кажете, за да знам за как. Тоа се едни од работите кои што би ги содржала таа платформа, односно ние како социјалистичка партија кои што сме сметале дека треба да се содржат. Ние во нашето соопштение кажавме дека во таа платформа мора да биде запазени културата на македонскиот народ, историјата, јазикот, името, символите, знаме, химна, грб. Мораме да бидеме обединети околу безбедносните прашања што се однесува до државата. Не видите, се ова што кажувате е апсолутно прифатливо. Ние тоа веќе го наведовме во нашето соопштение дека би било основа за разговарање за создавање на таа ова се што кажувате е апсолутно прифатливо за секој македонец. Тоа не е спорно. Дали јас може нешто да... Не знам дали за секој македонец. Видите, па мора да биде, затоа што видите. Ама еве кој македонец ќе прифати менување на идентитетот и на... Не знам, тој што ќе прифати. Тоа може да биде само некој налудничав поединец. Тоа не може да биде... Не велам дека нема да биде. Нема сериозни консеквенции. Сега зборуваме за сериозни... Значи, во Македонија, некој во барањата партиски и програмски може да бара менување на унитарноста. Може да бара менување на устав. Па токму треба да го превенира македонската платформа. Да го превенира, да не дозволи таква ситуација. Македонските партии кои што ги повикуваат да се потпишат и ќе се потпишат, сега Дзинго, Заев, Груевски, не знам кој, утре тие нема да бидат. Не, потписите ќе бидат обврзни. Значи видете, ние сега имаме Станковиќ, Нуновски, ние сега имаме устав. Значи и самиот унитарен карактер на државата не може да се смени освен насилно. Како би се договориле во собранието? Со двотретинско мнозинство ми ги тоа останува можност. Ако тие партии што тогаш мислите дека ќе го сменат, тогаш зошто оваа платформа кај ќе ја ставиме? Ќе депонираме во банка? Ќе депонираме во швајцарски? Каде? Која е историската повисок документ нема? Ниедна декларација не е повисока од уставот. Таа може да се промени. Знаете што, таа е дневно политички ми делува, не дека не е добра идејата и желбата, но како Дајуновски сметам дека таа е израз на една актуелна политичка ситуација и момент кој што го наметнале некои други. Ако таа се избрише како во Уставниот суд кога прогласува нешто ништавно, тоа че македонската платформа може да биде ништавно. Не би се сложил со вас, бидејќи во изминатиот период од 25 години постоење на плурализмот во Република Македонија, не постои политичка партија која што има одреден документ извадено, па ако сакате првична платформа за формирање на сама партија, од која што после лесно се откажува или бега, без разлика на промената на лидерите или на концептот на делување на политичката партија. Значи тоа е она што не говори како искуство во изминативе 25 години, а тоа е јавно и сите тоа го гледат, таа платформа би значило тоа како една основа. Втора работа би значило обединување. Значи, на некој начин помирување помеѓу македонските политички партии, ако веќе не можат за други работи, можеме да се обединиме околу клучните интереси на државата. Тие се сосема јасни. Тие се сосема јасни. Сметам дека се сосема јасни за сите политички партии. Партија не била за потпишувањето на Охридскиот рамкови договор. Колку што знам, господин Дуновски исто така е против Охридскиот рамкови договор. Така? Да, затоа што тоа не е добар проект за Република Македонија. Да, за сите граѓани апсолутно. Значи не овозможува развој на граѓанското општество, равноправност и така натаму.
Тие беа, како што видите вие, луди. токму тоа Бидејќи треба- ви велите сега некој луд би потпишат. Тие Токму- беа, не беа тие луди луѓе што Добро. потпишат. Тие- Тоа беше Значи, видите, тоа беше донесе слабост на некој историскиот миг. Сега ќе ви кажам одлично прашање. Не знам дали е баш Тоа така. беше слабост на Знаете, историскиот лесно е миг. некој кога не носи одлуки да каже. Тие Не, луѓе добро. тогаш донесе таква одлука. Сега Точно. оцени Меѓутоа- дека тоа е добро во тој момент да се направи Така тоа. е. Не И секој решение. одговорноста. Добро. Така. Меѓутоа Ве разбирам и историските нивната одговорност пред судот на историјата ќе остане. Така е. Да, ама вие Јас мислам А дека ние тоа сега не го напаѓаме како политичка партија рамковниот договор или гледаме да го рушиме. да, Напротив, тогаш мнозинството одлучило дека таков треба биде, ние го Не, ама почитуваме. вие сега дека ние сме чисти и не бевме за Охридскиот договор. Не, ние кажуваме дека тие работи кои што сме ги кажале, еве сега ни се Добро. преснимуваат како вистински значи, исторички факти. И сега не Охридскиот смеем рамковен повторно иста договор- грешка да правиме историска. Така е, така е. Охридскиот рамковен договор беше историска грешка на Македонија и на Апсолутно. македонскиот народ и на македонските политички партии. Тоа е апсолутен факт. Зошто се случило? Тоа е според. Јас така знаем. мислам. Не, јас така мислам. Добро. Тоа е моје мислење. За да не се случи таква критична историска ситуација, таква слабост на македонскиот национален дух, на конкретни политички партии кои што заради опортунистички интереси, закани, уцени, било од кои причини, за да не се случи повторно да дојде некое такво време во кое што ќе бидат принудени заради лични партиски интереси да потпишат некој документ кој што ќе ја вие уништи знаете иднината дека на животот Македонија. никој не може да Оваа предвиди- платформа како Никој Не, ама може да платформата би предвиди била живот. брана, Платформата например. не е Не нешто што менување на е- име, како? Па не постои некој таков документ што не е менлив, значи ако Не, не, уставот може да се истори- менува. не, е, како? Не, Видете, дай Боже, вака, сега не, не, вие не. 2001 Добро, ова е- знаете дека беше со сила донесено, Добро, војна беше. токму И не тоа знаеме станува дали збор. пак ќе се Мораме случи да нешто имаме, такво, не, дали- мораме да ставиме брана пред насилните обиди Може ќе за станеме менување членка на Европската Уставот. унија. Па може тоа да не е важно. Но, знаете што сакам да ви кажам и што мислам дека е побитно за дебатата, барем во овој актуелен политички миг. Че видите вака, јасно и гласно, уште првиот ден, откако се појави таа така наречена албанска платформа, председателот на Република Македонија кажа јасно и гласно пред македонската јавност на телевизија. Рече, јас нема да дозволам менување, уништување на унитарноста на Македонија и двојазичност на целата територија. Тоа го кажа председателот Иванов. ВМРО ДПМН јасно и гласно кажа и кажува и ден денес дека нема да дозволи двојазичност и нема да дозволи менување на унитарниот карактер на Македонија. Значи, Значи останува нема да се случи тоа. па јас се надевам, но Значи да е во опозиција ВМРО ДПМН, тоа нема да се случи. добро, го знаеме тоа, меѓутоа останува сега и она што јас мислам дека треба да се случи, требаше практично, а тоа е сите политички партии практично, а тоа има и некои помали политички партии кои што исто рекоа ние не ја прифаќаме платформата, знам неколку, имаше соопштение, вие не ја Имавме ние, да, прифаќате. апсолутно. Но останува уште фактот настанот кој што го очекував уште одамна и ден денеска го чекам мигот кога од СДСМ ќе достават соопштение или ќе изјават дека и тие не ја прифаќаат платформата. Јас не верувам дека има во СДСМ некој здраворазумски човек кој што ќе ја потпише платформата. Не верувам. Не верувам. И колку што гледам, таму има некој расчекор помеѓу членовите и раководството. Јас мислам дека во СДСМ мора подитно да го сменат раководството. Мислам дека тие не ги раководството нивно потесното, не ги одразува ставовите на нивните членови. Не, верувате ми дека е така. Нулски, Јас знаете разговарам дека- по улица, разговарам и со некои бивши поранешни, сегашни функционери вака после емисии деновиве. Во мало разговарам со луѓе кои што гласале се од СДСМ. Никој од сите тие велат, не ја прифаќаме платформата. Како сега сите и имаше сега и ми се чини вчера, завчера некои реакции од функционери на СДСМ поранешни така, кои што кажуваат, еве, дури од нивната коалиција, господјата од Дом Лилијана Поповска, колку што прочитав, и таа не ја прифаќа платформата, а таа има 2 пратеника во коалицијата на СДСМ. Дали тоа значи дека сега СДСМ нема 49 пратеника, Па да, треба да туку има видиме, да. 40 и колку сега, 6-7 таму. Нека му е мисло. Значи видите, па не, тука е проблемот што јас сум длабоко убеден, јас верувам дека во СДСМ има луѓе паметни, здраворазумски, рационални македонци. Значи ако има самосвесни луѓе, а такви има, бидејќи ги знам. Значи има членови во СДСМ
кои што сум сигурен, ви тврдам дека не ја прифаќаат платформата. Зошто и како раководството до ден денеска не излезе пред македонската јавност, како што тоа го стори ВМРО ДПМН, како што тоа го стори председателот, како што тоа еве го прави Социјалистичка партија и други партии, да каже ние не ја прифаќаме платформата. Може да се разговара за проширување на употреба на албанскиот јазик. А може за тоа разговарат, ние не знаеме. Не, меѓутоа видете. Ма не знаеме, немаме информација. Ама не, Тоа преговараше, не се- никој преговара со не. НСМ. Никој нас не ни кажа Ама ништо. не, токму тоа, ама затоа не ни се треба- оградија, не се Па да, ама, оградија еве, не платформата. знаем. Ама видите, Зошто не го сторија затоа тоа? еве вие сега го отворивте прашањето. Токму затоа нас не ни треба платформа. Не ние сега да се мислиме дали Да, дали СДСМ дали може некој да- преговара или за што преговара и што на крај ќе се договори. Или некој од Затоа ни раководството треба таму да платформа потпише да некој знаеме документ. кај се шкртнал некој. Знаете која е вие историската одговорност без разлика колку и време да помине после потпишување на ваков документ, колку и време да помине ако некоја политичка партија ги наруши концептите каде што сите заеднички се обединиле околу за тие прашања. Тогаш тој се знаете која консеквенција ќе биде Што меѓуубиството на македонската Тоа ќе историја. биде Колективно самоубиство од колективно политичка. самоубиство извршил. Вие рековте дека Социјалистичката партија е од поодамна на македонската политичка сцена, Така и е. тоа е факт, во различни изданија и коалиции, од плурализмот навака, И предходно. и предходно, Социјалистичката така мисла е, постои има одамна. некој континуитет, и Така е. во едномието се разбира. Значи сте биле во пригода за ваква платформа и порано да иницирате, Така е. не сте иницирале, сега дојде моментот и верувам дека можеби не случајно, познавајќи ги партиите и лидерите на другите политички партии па и на вашата, дека не им текнало дека треба да го направат тоа, дека 90-та година кога се формираше особено плурализмот во Македонија, Добро. дека немало такви идеи кај некои граѓани и Не, се имало, чуделе. имаше колку обиди тоа не различни. може- Така. Тогаш, меѓутоа, тогаш, па дури да има тенденција еве, да замислиме дека сега Груевски и Заев ќе седнат и ќе направат некој договор, што е далеко од умот, во овој миг, тогаш за жал. и не во овој миг. Еве, нека не биде во овој миг, нека бидат некои други. Тогаш, како плурализмот би го сваќале, во што би биле различни, во млекото, како ќе се дели или во клучните Не, во сите прашања? други политики, меѓутоа не и во основните. Значи видете, никаде Национални интереси. не постои држава која што е држава со одредени континуитети во светот, ако сакате, не само во Европа, во светот, која што околу националните прашања нема единство помеѓу политичките партии во таа ако држава. различно ги сваќаат што е национални интерес. Тоа сакам Не е можно да се свати Одредени различно. партии. Ние тоа се обидуваме да видете, ја тоа кажеме. сакаме да Кој кажеме. македонец ќе прифати да си го смени името? Добро, да Значи, од 90-та наваму, значи се Ама, два Значи, кој тоа би го прво прифатил? социјалистичка Зошто не партија го во тврди? секое свое Уставот соопштение. го тврди тоа. Значи прво социјалистичка партија во секое свое соопштение, кое што го прави или на секое второ соопштение, потенцира за тоа дека околу националните интереси ние мораме да бидеме единствени со единствено изградени ставови. Кои се националните интереси? Ама еве го повторно што го кажавте вие. Повторно Виканоста кажав. на државата. Така е, не менување на име. Меѓу другото, Значи, јазикот. меѓу другото, неменување на Унитарен името, карактер. Па за неменување на името. името, за името се преговара 25 години. Не, ама не во таа Значи смисла. прво ВМРО ДПМН, потоа и СДС ја смени то- програмата, не, дека еве, ќе на референдум. Добро. Значи полека тие Тие прашања полека се испеглуваат, ги ние пегла. 20... Да, Гледате така, сега тоа што се е го работат. Ние 25 години чекаме да се испеглаат во една или во друга програма. Ама Дајте да направиме документ кај што ќе ги испегламе тие работи и ќе ги затвориме како прашање. стар да се знае И ќе како ги- грците што имаат, да И ќе- имаме ние. Апсолутно. И да ги затвориме како прашање. Вие викате за што би дебатирале. Малку ли можеме да дебатираме, сакате за здравство, сакате за образование, Тоа сакате за земјоделие, Тоа е сакате за демократија, да. зашто било друго можеме да дебатираме, тоа е една здрава, Меѓутоа за здрава името, дебата. например, не. Меѓутоа што Затоа има да дека дебатираме? македонскиот е единствен службен официјален јазик. Зарем јас со во СДС територија, ја не. треба да дебатираме со СДС околу унитарноста на државата? Не, никако. До сега не. Меѓутоа гледаме дека сега почна постепено да се јавуваат вакви или онакви И приказки, токму кај што платформата се би било јавува тоа да го прашање, надмине. кај што сега буквално вие викате уставот. Но гледате вие дека имате политички партии кои што излегуваат и кои што задираат во тој во таа унитарност на државата. Прифаќаат нешто што е неможно, бар како што вели Наунуски. Значи прифаќам нешто што знам дека нема да го направам. Дури тој што го поднал како барање, знае дека не може да се Па да, ама реализира вашето, ваква да, ама констелација. вашето тоа подгревање, изборување
намекување за такво нешто, Не, сега ни самото отвори намекување на Пандорина дебата е кутија за проблем, која што ние мора да Така е, дебатираме. Тоа ни отвори милиарда други И прашања. албанската платформа е токму како што каже и претседателот на ВМРО, че рече дека е отварање на Пандорината кутија од која што, верувајте ми, на крајот, како што нели сите знаеме, излегува последна надежта, а ние ако скрајаде, ако не се опаметат некои македонци, некои политички партии, нема да имаме држава каде што надежта конечно ќе излезе пред налетот на оваа голема националистичка платформа на албанските политички партии. Вие велите за името. Сега вака ќе ви кажам само ова и ќе разговараме за името. Како пример. Да, ама зошто речеме ако е така, не се прекинат воопшто преговори? Ама Има не, такви ставови? дали јас може да ви одговорам? Вие, значи, Љубиша, не правите разлика помеѓу конкретна, помеѓу политика, надворешна политика во случајов, која што нели се одвива според правилата на дипломатијата. Да, тоа сега И многу така кажам, дека кога сте во игра, Да, тоа мора да играте точно, така како што да. треба. Меѓутоа, нема видете, импровизации. друго Тоа го се говорам, разговори тоа за сега име, вас да го добие. разговори за разликите. Разговори за разликите околу името и проблемот што Република Грција го има со името Македонија и со македонскиот идентитет, национален, историски, индивидуален, наш. Значи, тоа е, како да ви кажам, дипломатија е тоа. Меѓутоа, тоа не значи дека името ќе се смени. Ако некој разговара според правилата на, нели, Обединените нации, меѓународна заедница и така натаму, тоа е друго, оставете го тоа. Тоа е политика е тоа. Овде станува збор за национална платформа која што би се формирала со широк консензус помеѓу сите релевантни општествени и политички субјекти и која што ќе биде надпартиска, ќе биде дури ако сакате и наднационална и која што ќе го штити македонскиот државен идентитет, национален идентитет и ќе биде основа за развој на понатамошниот развој на македонската држава. Толку во врска со тоа во интерес на времето, ова ми се чини дека е побитно да го кажам. Значи, за жал, некои политички партии, за жал повеќето, главните политички партии на албанското малцинство во Македонија, за жал, се препуштија на очигледно некои туги сценарија, можеби и некој од нив е вклучен во сето тоа, кои што очигледно процениле дека во овој миг македонската држава е слаба, македонскиот народ е слаб и не се далеку од вистината. Значи, овие чудни, парадоксални изборни резултати, кои што, нели, се според мене нелегитимни и нелегални дури, тоа има веќе докази за да ги за подкуп и така натаму. Се едно, тоа е друга приказна. Факт е дека македонската држава и македонскиот народ никогаш не бил послаб. Тоа е факт. Не знам дали е слаба се. Државата Во си поновата јака. македонска историја, не видите, факт е. Оваа ситуација е многу лоша, беше лоша. И сега тие, за жал некој таму, проценил дека сега е мигот да ја, како да ја кажам, да ја урнат. Бидејќи платформата, прифаќањето на платформата, значи уривање на државата. Се таму. Прифаќање, скраја да е на двојазичност. Ако не ја прифатат, Вака сега, меѓутоа останува историскиот греф на тие кои што ја потпишаа во овој критичен историски миг за државата. Зошто го направија тоа? За да не докречат, за да ја урнисаат државата на македонскиот народ и нивната држава. Не, ова е голем историски ексцес. Оваа Тие не може платформа, да ја урнат. тие Таа треба да платформа си ја не може да ја повлечат и треба одредени барања да ги стават институционално и да се дебатира за нив и евентуално да се најдат некои решенија. За, не знам, рековме. И тоа ќе остане лошото чувство кај македонците дека политичките партии главни на албанското малцинство во Република Македонија покрај фактот дека 25 години им се дадени повеќе од сите меѓународни зацртани права, од сите декларации. Значи, видете, македонците во Бугарија не ги признаваат бре како малцинство. Во Грција не признаваат никакво малцинство. Во Албанија наши имаат ли права имаат ли некакви права? Овде, значи, ние им дадовме повеќе од било каде во светот, било кој во историјата и сега наместо да има наместо фала да не наместо рече, не фала, туку наместо да продолжи нели некој мирољубив диалог, решавање на некои проблеми и така натаму, тие сега направија здружување по етничка основа, предизвикуваат гнев кај секој македонец Дунавски, и да ве реакција која што еве Да ве полека прашам. ќе се преточи во македонска платформа. освен ова чувството Не е кај добро ова, македонецот, штета. Ова ќе остави траги. Траги ова ќе остави во македонската национална самостојност. Знаете Да. како што балистите, Мефел и Джемо Хасо, ако сте ги читале, например, некојаш мемуарите на мојот омилен писател Симон Дракул,
што правеле во Лазарополе, Джемо Хас? А тие споменик му направи. Значи, како да ви кажам, каде бре ние македонците толку истрпевме, толку даваме, толку трпиме. Значи, сега ова да ни го прават, да сакаат да ни поставуваат таму да се извинуваме за некакви си злостарства од, не знам, 1800 до 1056, а што беше Джемо Хас Мефели? Мислам, како да ви кажам, лошо е ова, не е добро, не го очекував ова, затоа што... Добро, вие сте поединец, аналитичар, затоа сакам да го прашам. Не, јас зборувам во моје лично име, моје мислење е тоа. За чувството е окей, мислам, мислите дека ќе остави длабоки траги, се слагате и вие, но бидејќи сте вие партија. Така. Значи, вие носите и реална одговорност за одлуките. Или ќе носите ако не ги донесете, иако ги донесете. Како што некои претходно носеле одлуки за кои што сега вие велите дека се грешни или историски. Значи, вие сега носите одлуки кои што некој подосна ќе ве суди или ќе ве одобрува. Не е така. Платформата е друго. Науновски, дозволете да го прашам добро, Станко. Дозволете. Сепак е Социјалистичка партија на Македонија, не е било која партија, така? И сте дел од власт. Апсолутно. Говориме за пракса. Во Македонија од 90-та наваму, македонските политички партии, како мнозински партии, решиле да формираат влада со една партија на албанците. Дали на почеток била едно тие што учествувале на изборите, до последно таа што го носи легитимитетот на гласачите албанци, нешто што мора, нигде во устав не го пишува. Така. Решиле од политички, заради стабилност, заради инклузивност на еден дел од... Заради Бадинтер, кој што ви го пишува и на кој што им е потребен за изгласување на закони. Оставете го, значи Бадинтер е прифатен, значи тој... Точно, па затоа ви кажувам. На сила Бадинтер и вие бевте таму кога се успеа. Не реков дека дошол на сила, вие рековте заради... Ама него дочекавте моето прашање. Сакам да кажам заради некоја прагма. Така. Сега наеднаш албанските политички партии сакат на некој начин провоцираат да донесеме на платформа, да се сложат македонските политички партии, СДСМ, ВИЕ, ВМРО, ДПМН, да донесат таква платформа и тие ќе речат, вие имате сега контраплатформа или не ја прифаќате нашата, ние не влегуваме во влада. По нивни избор, ние не ги бркаме. Што ќе се случи на практичен план, каква влада можеме да имаме ние сега и во иднина? Добро. Одлично прашање. Не, прашањето е добро и треба да се анализира истото прашање. Меѓутоа, јас не видов дека албанските партии па не праша кога ни ја дадоа платформата. Не праша, да. Може би намерно играат на провокативна карта. Уценувачки, еве, може да. Не викам нека не е така. Затоа е лошо и треба да можеме, ако ја подпишат платформата да формираме македонска влада, во услови кога не може една да биде доминантна, да сама да формира влада, како што беше во некои од претходните изборни циклуси, дали ќе го оставиме надвор, дали ќе почнеме да преговараме со албанските, како што Грција, па ќе нудиме ние платформа, они платформа, ќе се договараме. Како ја замислувате политичката пракса и прагма во тој момент? Јас реков на почетокот за платформата дека е таа отворена, доставена иницијатива, не ја викам платформа како текст, туку иницијатива да сите политички партии е слободно да се вклучат. Ние не реков јас кога зборува за сите политички партии, јас очекувам дека ќе имаме реакција ние од албанските политички партии. Зошто да не, можеби од тие албански политички партии, бидејќи гледам дека дел од овдека од платформава, и ако се зборува дека е платформа за албанците и за националност, за самите албанци, не гледам одредени прашања во нивната платформа како им одат и на ниво прилог, да ви кажам. Дотаму се одредени прашања овдека небулозни воопшто и не заслужуваат дебата. Затоа дајте да направиме една заедничка платформа. Тоа беше нашата иницијатива и нашето барање за заедничко подавање на рака и правење на одредена платформа која што ќе биде прифатлива за сите. Ако сега албанските политички партии, бидејќи имаат нивна платформа, не сака да ја подпишат оваа платформа, боже мој. Ако вие викате дека во овие случаи, ако не се прифати оваа платформа, нема да се направи влада, па нека не се направи влада. Ќе одиме на избори. Не се направи влада, ќе одиме повторно на избори. Ќе одиме на избори, ќе го вратиме мандатот на оној на кој што му припаѓа. А тоа е народот. Па народот ќе донесе одлука како и што понатак.
Значи, тоа е прашано. ние имаме Има постојано практични избор. чекори Ние што- сега ако имаме денеска платформа, од каде знаеме дека после на наредните избори кои што ќе бидат нема да добиеме некоја друга платформа или не знам што све не понатака. Да, но видете И меѓу другото, затоа е потребна таа платформа, за да ние тие работи однапред ги превенираме, ги пресечеме и кажеме кои се нашите црвени линии на политичките партии во Македонија, од кои што нема да одат понатака, за да не ни се јавуваат вакви прашања, за да не ни се отвараат прашања на мешање од надвор, пошто и тоа ни се случува, за да не се доведеме во ситуација денеска албанските политички партии да подпишуваат платформа во Тирана, утре задутре некој да подпишува платформа во некоја друга соседна држава или не знам каде на друго место во светот. Тие сите прашања мораме ние да ги ставиме и да ги содржи во платформата и затоа јас кажав дека таа платформа ќе биде и за надворешна потреба. Добро, одиме со реклами, а потоа на Уновски со коментар. Аргументи на ТВ Нова, Малише Станковиќ, Тони Уновски. Запрахме кај вас, господин Уновски, пред рекламите. Да, и вашето многу тешко прашање. Значи, затоа велам дека платформата треба да биде подитно повлечена, ова на албанските политички партии, затоа што доведува до такви абсурдни позиции не само сега, туку ќе доведе и понатаму ако не ја повлечете. Видете зошто? Значи, тие уценувачки, ултимативно кажа, оваа платформа мора да ја прифати секој што ќе сака да прави влада. И сега, и во иднина. Тоа значи дека нема да има влада со било која политичка партија од албанското младсинство. Бидејќи не е можно да биде прифатена платформата, логично, консеквентно произлегува фактот дека тие нема да учествуваат во владата. И сега тоа може да предизвика понатамошни процеси на радикализација на голема албанската националистичка идеологија. Тоа може да доведе до многу тешки ситуации, реални. Затоа јас сум многу револтиран, изненаден, непријатно, вџашен, зошто им требаше ова на политичките партии од на албанците. Не им требаше оваа платформа. Значи, убаво се толерираме. Ја развиваме Македонија. Преку компромис, диалог, дебата, институции, почнуваме да си веруваме и така на. Зошто сега ова им требаше нарушија сета доверба која што полека, но сигурно почнува да се гради помеѓу граѓаните во Република Македонија, албанци и македонци. Затоа велам ова е многу опасна игра. Затоа што правиме? Сега видете, ВМРО ДПМН ја одби платформата. СДСМ верувам дека ја одбива или јас не верувам дека некој нормален таму ќе подпише платформата. Стварно не верувам. Значи, што значи тоа? Дека тие нема да направат, нема да влезат по следната влада, односно дали сега ќе се направи или на следните избори или било кога. Ако тие останат на тоа што го кажаа, дека мора да биде прифатена за ние да учествуваме во владата, че тоа ќе биде многу опасно сценарио. Во која смисла опасно? Еве во која смисла. Сега Што може да се случи? Не, може да се случи да се направи влада ВМРО ДПМН и СДСМ без ниту една политичка партија на албанците. Нели, тие нема. Сега тоа е, како да ја кажам, легитимно и демократски и легално. Тоа е во ред. Меѓутоа таму тие ќе речат не сме застапени во институциите, во власта и ќе се отварат идеи сега, ајде пак кантонизации, федерализации, до кога луѓе? Зошто? 21 век сме. Наместо да ги надминеме проблемите на демократски начин, преку институциите на системот, да наоѓаме решенија, да разговараме, преговараме, таму каде што реално има проблем. Еве да речеме за јазикот во некои општини и така натаму. Тоа требаше да се случи, тоа го правевме конечно досега. Меѓутоа вие уценувачки да кажувате, кој сака со нас да прави влада, со сите нив партиите, тие Беса, Дуи, тој Села и така натаму. За среќа тука ДПА, за среќа, натачи се оградува колку што забележувам, но генерално тоа не е добро тоа. Сега може да се случи влада ВМРО ДПМН и СДСМ. Ако не се случи, ќе имаме нови избори, може една македонска политичка партија да освои 61 мандат и сама да направи влада. И тоа ќе биде тоа. Меѓутоа ќе почнат процеси лоши, дезинтегративни. Тие ќе речат не сме застапени, не ја признаваме владата, нема албанци таму. Знаете како лошо реагираат некои политички партии нивни. И сега зошто го направи ова ќе остане енигма, иако може да се разбере контекстот. Веројатно реков, процениле дека сега македонците се слаби, државата е слаба, дај сега да земеме се од неа, односно да ја урнеме практично
и да направат некое општество кое што нема функционално, нема да биде одржливо. Бидете, не е можно да постои целосно два официјални јазика. Не е можно, бре луѓе. Ја тоа се обидам да ми го објаснам и се повеќе гледам како во полиција сега ќе одат во акција, командантот ќе биде албанец, да речеме, и ќе командува на полицајци македонци. Овие не разбираат. Се треба да учат албански. Како сега во една канцеларија имате албанци и македонци, сега секој документ треба прво македонците на македонски да го напишат, па да му го предаде на албанецот, да го преведе некој, па тој потоа да ја напише одговор, па да го преведе на македон. Не ја бива таа работа, не е можно тоа, ниту практично, ниту пак има некаков историски и демократски легитимитет и легалитет. Дали армијата и полицијата вклучена во барањето? Ама не, видите, тие барат целосна двојазница. Тоа значи тоа, видите, како е тоа можно? Тоа го нема во ниту една држава. Барат некои работи, мислам дека не се толку. Во ниту една држава го нема, а да не зборуваме за глупови да знаат дека нешто што го барат не иде, но ете. Не, ама не е можно тоа ниту во пракса, ниту има некаков легитимитет, дури и во историска смисла, затоа што македонскиот народ е, како да ја кажам, уставно правен конституент на оваа држава и македонската држава, според уставот, дури и со рамковниот устав, е носител на државноста и во историска, и во национална, и во уставно-правна смисла, затоа што постои разлика и не случајно, и за среќа таа е задржана и така мора да остане, иако се релативизираше во однос на оној устав кој што беше сменет во 2001 година, и таму убаво се стои македонските граѓани, односно македонскиот народ и деловите од народите кои што живеат во Македонија. Албанци, турци, срби. Да, делови од народи се тие, меѓутоа тоа е не, делови од народи кои што се да, но тоа кореспондира, тоа е практично исто со оној пошироко и меѓународно прифатен израз национални малцинства. Значи, делови од народ. Има разлика, сега видете, да не, затоа се сега лоши овој миг е многу лош затоа што се отвараат овие прашања. Овие теми, овие дебати кои што мислевме и мораше да бидат оставени за некој, можеби помирни, како да ја кажам, времења кога Македонија ќе биде побогата држава, подемократски така натаму. Сега наеднаш се враќаме на платформи, на устав, на двојазичност. Не знам, ова е многу лоша, некоректна, многу, како да кажам, недемократска постапка на тие политички партии во форма на ултиматум, уцена. Ова е нивен лош миг и мислам дека таа платформа треба да се повлече за доброто на сите граѓани во Република Македонија. Видете, околу самава платформа гледам дека доста отворивме платформата на партиите на албанците. Тие всушност во ниедна нивна претходна кампања, додека се водеше политичката кампања, не најавија ваква една платформа. Нити има од овие најголемиот дел од овие барања моментално кои што се содржани во платформата ги немаше, нити пак било кога се спомна. Видоа дека од нив зависи формирање на влада и затоа се го оценуваат. Кратко и јасно кажано, ама не е добро тој начин на размислување. Тоа е прва работа, втора работа. Ова е платформа која што ја не знам и пошироката јавност, па и вклучувајќи ни нас, до крај не ја разбира, па сега ние отвараме дилеми околу одредени прашања. Затоа кажав, ние затоа понудуваме да се направи платформа. Навремено кажуваме дека ќе правиме платформа, известуваме преку соопштение, ги повикуваме сите заеднички да учествуваме во изработка на текстот и таква една платформа според нас би било одржлива. Впрочем, и народот во Република Македонија бара една сеопфатна македонска платформа. Вие гледајте, ајде сега да не спомнуваме телевизија, меѓутоа, една телевизија која што е блиска до опозицијата пред 2 дена излезе со анкета. Па погледнете ги резултатите на таа анкета. Во резултатите на таа анкета пишуваат за тоа дека од 1000 испитаници како што се јави таму дека биле интервјуирани, од тие 1000 испитаници над 70% од македонските испитаници кои што биле блиски до власта, гласале за тоа, се произнеле дека сакаат да имаат да се направи една ваква сеопфатна платформа, но и многу висок македонска платформа, но и многу висок процент, над 54-55% од оние кои што се опозиционно ориентирани македонски гласачи би сакале исто така тоа е само одбранбена реакција. Тоа е, вие ако ја нарекувате само одбранбено, но јас ја нарекувам национална реакција. Значи ние како потребно, значи граѓаните веќе
национално мислите? Да, апсолутно. Значи за едно сеопфатно, значи да не се делиме повеќе на политички партии, да имаме разделба помеѓу сите можни во сите можни сегменти. Ние почнавме во тие наши разлики да ги ставаме и разликите околу историја, култура, јазик, име, некои работи кои што не би требале во ниеден случај да бидеме различни. Во размислувањата, без разлика дали сум јас член на социјалистичка партија, он е на ВМРО или некој друг на СДСМ. И затоа се јавува потребата, мораме да имаме ваква платформа. И таква една платформа дефинитивно ќе му каже на граѓаните, ќе видат граѓаните дека и Социјалдемократскиот сојуз, и ВМРО, и сите политички партии. И таа ќе биде беден, таа ќе биде беден. Таа ќе биде беден, значи сите стојат зад националните интереси на државата. Народот е во овој момент исплашен дека е донесен во ситуација да се размислува дали ќе ја сочува државата. Така е. Ние сме донесени до ситуација на губење на државата. Нас подхитно ни треба историски ваков документ за да се заштитиме од таквите појави. Рекавте дека ова и до албанските партии би го понудиле. Ние апсолутно малку е абсурдно, но ние апсолутно ги известивме сите, апсолутно јавно и транспарентно кажавме дека ќе правиме ваква платформа и апсолутно ќе ја доставиме и до нив. Без разлика на тоа што ние немаме никаква реакција во овој момент, јас морам да докрај да бидеме отворени и транспарентни, немаме ние ниту негативна реакција од страна на политичките албански партии околу нашава иницијатива за правење на платформа. знаете што, само уште едно прашање. Се спомна коректноста на ДПА од Новиновски, така? Така, да. Но тие па претходно уште поодамна од секогаш заговараат нов историски договор меѓу албанците и македонците. Тоа сега зборуваме за албанската платформа. Тие јавно колку што знам не се вклучува во потпишувањето. Дали не може беа би Станковиќ, ако имаме ние македонски црвени линии, Добро. тие имаат сега своји црвени линии од кои што не отстапуваат. Значи, дали треба ова што го нудите сите да седнат сите заедно да направат нов општествен договор каде што ќе се ги усогласат државните интереси кои што нема да бидат само национални македонски, национални албански, туку ќе бидат навистина државни интереси кај што сите ќе ги најдат своите интереси, што е малку тешко бидејќи се на две спротивни страни и оние што Меѓутоа тоа е начинот. Ако не е политички трет во моментов само заради Видете на спротивни страни. Околу одредени прашања јас на вистина повторно ќе кажам. До предизборите, предизборната кампања, ние немавме волкови различности со албанските партии. Во моментот само некој тренд кој што има друга намера. Ние сега малце го експониравме на прашање околу двојазичноста. Ја не гледам што интерес има некој, например, граѓанин со албанска националност, значи кој што се чувствува како албанец, кој што живее во Зајас, тоа што ќе ја тераат општина Пробиштип да пишува и да преведува документи на албански. Кој интерес он што добил со тоа? Како граѓанин лично. И тоа е веќе се услужува во судовите. Па затоа и кажам во судовите на секаде. Значи ние тука секој пишан документ, јас ќе пишувам на македонски. И тековно, додека се треба да се преведува, треба да има барем 20-30 илјади преведувачи. Значи да не ги дебатираме, сакам да кажам да не ги дебатираме и другите прашања. Затоа јас сметам дека од оваа платформа има нешто за кое што може да се дебатира. Не знам, забрзување на НАТО, ЕУ, интеграции, едно друго, некои општи теми за кои што може да се дебатира, но ние затоа треба да изградиме една платформа и затоа ние нудиме таква една платформа која што ќе биде сеопшто прифатена, ако не ништо друго, да биде сеопшто прифатена од сите други политички партии, ако веќе албанските политички партии се држат на нивната платформа. Јас во името на демократскиот развој на Република Македонија ги повикувам потписниците на албанската платформа да ја повлечат веднаш, безусловно, и да се вратат на воспоставениот политички институционален диалог со политичките партии кои што конечно сега на овие избори го освоија мнозинството гласови, тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата во која што е Социјалистичка партија, да се продолжи онаа добра практика победникот на кај условно кажано албанската националност да коалицира со победникот кај македонскиот народ и да се формира влада помеѓу ВМРО ДПМН, дуи можеби и ДПА според моја проценка, која што ќе продолжи да ги унапредува државните и национални интереси на Република Македонија, се додека тоа не се случи, односно мигот на повлекувањето на платформата
Република Македонија секој ден ќе навлегува во опасни и тешки процеси кои што нема да доведат и нема да му донесат никому добро на ниту еден граѓанин во оваа држава заедничка, ниту на оној во Дебар, ниту на оној во Берово. И од тие причини потребно е на тие политички партии едно големо самоосвестување и свесност за тоа дека ние живееме сите заедно и дека мораме да се почитуваме, дека не смееме на сила да правиме некои работи, бидејќи тоа предизвикува природна контрареакција, нормална самоодбранбена, како што се македонска, нели, платформа или обид за македонска платформа, која што понатаму ќе отвори повторно многу негативни процеси, ништо добро нема да излезе од оваа платформа, затоа нека ја повлечат, нека има влада во МРО ДПМН, ДУИ и конечно да се стабилизираме како држава и како граѓани. Благодарам. Времето ни тече на гостувањето, на обидите да ни ја представите македонската платформа. Благодарам што ги анализиравме и платформите на албанците. Ние сме отворени за идни дебати. Очекувам дека овие денови ќе има и поотворени реакции на ова што вие го иницирате како платформа и од институциите, но и од политичките партии и интелектуалците, така што аргументи е отворена за натамошна дебата и анализа на се што ќе доаѓа на македонската политичка сцена како документ, како барање теорија и како можност за излез од оваа политичка криза. Така, јас само би им се заблагодарил на сите оние професори, академици и воопшто експерти кои што само иницијативно се приклучи и се понудија да учествуваат во изработка на оваа платформа. И уште еднаш јавно би ги повикал политичките партии во Република Македонија да се приклучат кон оваа платформа и да се произнесат по неа, бидејќи тоа е еден историски момент за зачувување на државата пред се и унитарноста на самата држава. Сметам дека сите заеднички мораме во овој момент да си подадеме рака и да застанеме зад нешто. Зад Македонија. Зад Македонија се разбира. Благодарам вам, почитувани гледачи, и ви благодарам на вниманието. Пријатно довидување. Но за старт, за да можам да одработам платата, Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. добро, дајте само Можете да вас. сте саркастични колку што сакате. дајте уште една минута реклами, а потоа да ќе завршим. Ајде, нека остане... Епа тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А да молам режија.